Во Македонија грејната сезона најчесто трае 6 месеци, од кои 3 со поинтензивно грејење, додека во останатите месеци грејењето најчесто се користи за делумно загревање на просториите. Кога станува збор за грејењето, експертите велат дека грејењето со огревни дрва се уште е економски најисплатливо во деловите од земјава каде нема централно грејење, а грејењето со електрична енергија е еколошки најприфатливо, а доколку доволно би се развил гасоводниот систем во земјава, грејењето со гас ќе биде најисплатливо, кое речиси и не ја загадува животната средина. Во моментов гасот е достапен само за домаќинствата во Куманово и Струмица, а во останатите делови од земјава се уште нема соодветна гасоводна мрежа. Според експертите, повеќе од 130.000 домаќинства се греат на огревно дрво, а цената во јавното предпријатие Македонски шуми, согласно нивниот повик, не смее да биде повисока од 2.900 денари за буково и 3.000 денари за дабово дрво. Просечната цена пак малопродажна за кубен метар буково огревно дрво во приватните складишта се движи од 3.300 до 3.800 денари, а кај дабовото дрво е поскапа за 100 до 200 денари по метар кубен. Тоа покажува дека за загревање со огревно дрво просечно македонско домаќинство одвојува од 20 до 23.000 денари годишно. Познавачите велат дека во Македонија најчесто се грее една соба. Доколку пак се загреваат повеќе простории или домаќинството има сопствено парно грејење на дрва, потрошувачката на огревно дрво оди и до 20 и повеќе кубни метри на годишно ниво, за што се неопходни и повеќе од 60.000 денари годишно. Кога станува збор за парно грејење, во Македонија во моментов централно грејење има само во Скопје. Пресметката според Регулаторната комисија за енергетика покажува дека просечната сметка за грејење на стан од 60 метри квадратни изнесува околу 2000 денари месечно, доколку сметката се плаќа на 12 еднакви рати или 4000 денари ако се плаќа на 6 рати. Произлегува дека годишно за грејење на стан од 60 метри квадратни се неопходни околу 24.000 денари. Предноста на овој вид затоплување во однос на другите е што се грее целата стамбена површина. Податоците на БЕК покажуваат дека 36% од потрошувачите во главниот град или преку 55.000 се греат на централно грејење. Од останатите 64% нешто помалку од половината се греат на дрва и фосилни горива, а другите на електрична енергија. Што се однесува за грејењето на пелети, еколошки е поприфатливо, но поскапо од грејење со огревно дрво. Со субвенциите што ги дава град Скопје и некои општини во внатрешноста на земјата за купување на печки на пелети, одреден процент на граѓани се преориентираа за топлувањето на стамбениот простор да го вршат со овој енергенс. Субвенцијата изнесува 70% од вредноста на печката на пелети, но не повеќе од 30.000 денари. Мерката не ги опфаќа домаќинствата во Скопје што имаат приклучок на градско централно грејење. Печката на пелети троши од 10 до 15 килограми пелети дневно, а цената на пелетите во зависност од квалитетот и тежината во стовариштата и на интернет чини од 12.930 до 14.600 денари за тон. Од тоа произлегува дека месечните трошоци изнесуваат над 6.000 денари или околу 36.000 денари на годишно ниво за загревање на површина од 60 квадратни метри. Според експертите, грејењето на струја во моментов еколошки е најприфатливо. Пресметките покажуваат дека за грејење на електрична енергија, просечно македонско домаќинство треба да одвои и до 30.000 денари за нормално студена зима. А доколку температурите се пониски, сумата значително се зголемува. Според истражувањата на експертите, во Македонија 62% од вкупниот број домаќинства користат дрва како примарен извор на енергија. 29% се греат на електрична енергија, а само 8% се приклучени на централно парно грејење.